Гневот или лутината е едно од најчестите чувства во нашето општество. Секој го искусил гневот. Многу е опасно лутината да ја задржуваме во себе. Гневот е киселина која може да нанесе многу повеќе штета на садот во кој се наоѓа, отколку на оној на која е излиена, напишал Марк Твен. Со други зборови, повеќе од кој било друг, гневот и наштетува на личноста која е гневна. Во Библијата, поточно во книгата Проповедник, 7 глава, 9 стих е запишано: Не станувај со духот свој брз на гнев, зашто гневот се крие во срцето на безумните. Гневот е многу снажно чувство. Кога сме полни со гнев, нашите мускули се стегаат, крвниот притисок расте и нивото на шеќерот во крвта и се зголемува и бројот на срцевите очекувања. Варењето забавува, адреналинот се лачи во поголеми количини. Со еден збор, гневот нанесува голема штета на телото. Гневот е многу опасен, не само за вашето здравје, туку и за луѓето што ќе го почувствуваат вашиот гнев на било кој начин. Кога сме во гнев, склони сме на непромислено постапување, па така знаеме да направиме сериозен грев. Гневот знае да убие и тоа буквално. Бог му кажал на Каин: Зошто се лутиш? Зошто се помрачи лицето твое? Ако не правиш добро, тогаш гревот е пред вратата. Тој те влече кон себе, но ти надвладај го. 1 Мојсеева, 4 глава, 7-8 стих. Но Каин бил толку полн со гнев, што губил својот брат. Од овој пример гледаме колку гневот е опасен. Библијата ни вели дека можеме да имаме контрола над гневот, а ни кажува и како тоа да го постигнеме. Апостол Јаков во своето послание напишал дека во Божите очи гневот никогаш не може да биде добар. И така, мои возлюбени браќа, секој човек нека биде брз за слушање, а спор за зборување и бавен на гнев, бидејќи човечкиот гнев не ја извршува Божјата правда. Јаков, 1 глава, 19 и 20. Во Библијата се запишани следните зборови: Глупавиот го излева сиот свој гнев, а мудриот се воздржува. Мудри изреки, 29 глава, 11 стих. Библијата ни дава и еден многу мудар совет, а тоа е гневот временски да се ограничи. Сонцето да не заеде во вашиот гнев, ке запише апостол Павле во посланието до Ефесјаните 4 глава 26 стих. Немојте да одите на спиење додека се уште сте полни со гнев. Разрешете ја ситуацијата што е можно поскоро. Во 27 стих апостол Павле зборува зошто е ова важно. И не давај му место на ѓаволот. Ѓаволот може да го употреби гневот во своја корист. Затоа не му давајте прилика за тоа. На крајот на криштата, гневот е прашање на одлука. Не допуштајте им на другите луѓе или на околностите да владеат со вашето однесување. Можете да одлучите да не се гневите дури и кога сте страшно предизвикани. Фарисеите се обидувале честопати да го предизвикаат Исуса, но тој не им одговарал со гнев. Луѓето можат да ве навредат, но на вас е да донесете одлука да не се гневите. Езоп ја запишал басната за мечката и пчелите. Мечката се приближила до кошницата и посакала да се нагоштева со мед. Една пчела излегла за да ја одбрани кошницата и го убола на носот. Мечката се разневила многу, па во својот гнев почела да ја удира кошницата. Целиот рој пчели излегле од кошницата, ја нападнале мечката и ја принуделе да бега. Додека закрепнувала, мечката сватила дека е подобро смирено да прими еден убод, отколку поради својот бес да прими 1000. Кога е во прашање гневот, проблемот лежи во нас и во нашата себичност. Џон Богер го напишал следното: Гневот и огорченоста се два вообичаени знаци на сосредоточеност на себе и недоверба во Божјото управување на нашиот живот. Кога верувате дека Бог води се на добро на оние кои му припаѓаат и го сакаат, тогаш на искушенијата можете да одговорите со радост, наместо со гнев и огорченост. Не сакаме да бидеме лути, ниту сакаме
да се предадеме на гневот и да грешиме. Сега ја донесуваме одлуката да го смириме гневот со благ одговор. Господ нека ни помогне додека се посветуваме на ваквиот начин на живот. Живот во кој лошото ќе го победиме со добро.